Оштетениот дел на улица Сремски фронт кај основното училиште Димитар Влахов во штипската населба Дузлак веќе е пуштен во употреба. Фирмата изведува вчера го асфалтираше делот што беше оштетен од невремето, согласно договорот без никаква надокнада од страна на општината. Оваа улица сега е комплетно реконструирана со асфалтирање на делот кај поранешен базалт што се спојува со улиците Сутјеска и Партизанска. Ниту општината, ниту изведувачите имаат вина во ова, едноставно заради елементарните непогоди тоа се случува. Најважно е што улицата е санирана и не се возможи подлог прекин на сообраќајот, се во интерес на граѓаните. Беше напоменато дека санацијата на овој оштетен дел ќе ја чини општината дополнителни над 300.000 денари, што не е точно. Во договорот што е склучен со изведувачот пишува дека изведувачот е одговорен за квалитетот во рок од 2 години и дека отстранување на недостатоците согласно друг член од договорот ќе трае и во рок од 10 години. Денес се работеше и на улица Вардарска, каде се постави првиот слој на асфалт со дебелина од 7 см во должина од 500 метри. Оваа улица, како што знаете, ни е многу важна за градот, бидејќи сега директно од сегашниот веќе кружен тек на раскрсницата до Иле се поврзуваме и го избегнуваме центарот на градот. Поставувањето на првиот слој ќе се заврши и веќе за деновите на Пастрмелијадата оваа улица ќе биде ставена во функција, бидејќи ќе ни биде главна артерија, бидејќи ни е стопиран сообраќајот по раскрсницата. Од понеделник продолжуваат градежните активности за поставување на втор асфалтен слој на улица Вардарска, со што целосно ќе биде обновена оваа улица. Претходно јавното предпријатие ИСАР ја замени старата и дотраена водоводна и канализациона мрежа, за што општина Штип и Штипски ИСАР издвоија околу 3,5 милиони денари.